Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на светско ниво. Се сметаат за причина за повеќето смртни случаи отколку сите други причини заедно. Денес во приказна ќе зборуваме за срцето. Срцето ми го спаси животот, вели Петар Георгиевски Камиказа, кој редовно прави контрола на своето здравје. Редовно најмалку 4 пати годишно правам комплетни крвни слики. Во смисол за тоа, еве сега во пост, пред постот правев крвна слика и после постот ќе правам крвна слика. И обично пред поголеми трки правам крвни слики за да знам како да се хранам или што треба да добијам. Обично крвните слики се поврзани со ова што мене ме мачи. Ова што мене ме мачи, тоа е згручувањето на крвта или дедимерите, така наречени млади. Не сум имал никакво поместување, така речи, во цел овој период. Нешто ситно 600-700 е 500 до луѓе што се 40 години. Сега ја поместија границата за постари и до 700, јас сум сигурно во таа граница цело време. Пред неколку години бил болнички лекуван на кардиологија 17 дена поради пулмонална емболија. И се сеќавам дека на последниот дуатлон деснава нога почна да ми станува бела на крајот од прстите, али ја имав преке неколку назнаки уште во Љубљана на маратонот и во Софија на маратонот, дека ногата малце чудно ја чувствувам. И една девојка тука на тој дуатлон вика, овој нема да ја заврши трката, вика, овој има длабока венска тромбоза, без никаква дијагноза да ме види, само ногата што ми ја виде. А оваа Гордана од Скопски маратон вика, овој Вардар ќе го испие, вика. Ќе ја заврши, вика, и Вардар ако треба ќе го испие, ќе ја заврши трката. Вика, многу сомнително ми изгледа. И не иси. Нормално, ја заврши трката, имаше една девојка, сега роди дете, Марија, на Лука Гаревски сопруга. Ја пејсав неа, значи не бркав резултат, него направив она да биде второ место зема од жените во дуатлонот. И тие 3-4 други наредни денови беа многу немирни. За нас, спортистите што бевме во тоа време, имавме висок водва индекс. Мене пулсот ми беше измеѓу 45 и 50 и 2-3, највисок. И во тие денови беше 65, 66, 70, што не се случувало во мирување да ми се кажува така пулсот. Дедимерите кои биле проверени преку крвната слика укажувале за неговата здравствена состојба. Ода дедимерите 6.500. Вика, имаш проблем сериозен, вика. И третиот ден се случи да отпатувам физички од овој свет, почнав да добивам некаква брза висока температура. Се тресев, ми става неколку кебиња, барав уште и одеднаш се изгубив. Ова искуство не било лесно, особено за секогаш активниот Петар. Човек кој бил 24/7 на нозе, одеднаш го ставате 24/7 во кревет. Арно, ама од 10-тиот ден левата нога потече скроз со шанса повторно да се деси тромб некој да отиде нагоре. Ни овој здравствен предизвик не го натера да заборави на физичките активности. Така 2 пати дневно излегував и шетав покрај Вардар, да веќе 10-тиот ден бев до Александар Палос и назад. А при тоа правев вежби по Норбеков, кој имал сличен проблем и се туширав со ладна вода, влегував де факто во буре со 2 кеси буре. Во кадата ставав 2 кеси ладна вода и дремев у неа. За да после 30-тиот ден јас веќе можев комотно додам на работа. Отидов на Бројсов метод, тоа е сокови, цвекло, морков, јаболко, целер, во малце џумбир. Ама џумбирот како основа за разлагање на крвта, бидејќи џумбирот е основа за разлагање на крвта. И трна целата приказна, попладне пиев сокот после пешачењето, бидејќи ми треба шекери. Значи најмногу мозокот и телото кога си спортски активен троши шекер. Користев бидејќи има многу бромелин, ананас, едно јаболко и лимон тогаш ставав и повторно малку џумбир. Контролите го потврдиле закрепнувањето. Да еве од тогаш до денеска
сполајмо на Бога, се префрлив повеќе на точаци, бидејќи после 2 години од тога што оперирав колено. Срцевите заболувања се водечка причина за смрт кај мажите и жените. Анализите покажуваат дека кардиоваскуларните болести се причина за околу 18 милиони случаи на прерана смрт. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртноста во европскиот регион. За жал, целиот свет во моментот се наоѓа во еден шок и стресот е многу присутен до сите нас и сите сме во еден поголем стрес, посебно после 2020 година, после ковид сесијата нели што имавме. И во овие 5 години главниот проблем кој што го имаме и главниот дел кој што го имаме е дека смртноста на пациентите од кардиоваскуларните болести е многу зголемена и се за жал се почесто. Главниот убиец на нашите пациенти во Европа е кардиоваскуларните заболувања, болестите на срцето, мозочниот удар и сите други болести на крвните садови кои што може да ни се случат. Во Македонија во 2023 година од болести на циркулаторниот систем починале 8836 лица, со стапка на смртност од 483,4 на 100 милиони жители, од кои 4369 се мажи, а 4467 се жени. Болестите на циркуларниот систем учествуваат со 43,8% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Доколку не се откријат навреме и не се лекуваат, кардиоваскуларните болести можат да бидат фатални, па затоа е исклучително важно навреме да се забележат првите предупредувачки знаци. Смртноста од срцевиот инфаркт и мозочниот инфаркт, од белодробната емболија се многу високи доколку не бидат лекувани. Сигурно дека тие фрапантни податоци на болничка смртност на тие болести е многу висока, но за среќа со сите нови техники за лекување и третман на пациентите кои што имаат мозочен удар, срцев инфаркт, белодробна емболија се намалени, така да смртноста кај на време интервенираната состојба кај пациентите веќе се сведува и на бројки кои што се по 2%, 3% за време на хоспитализацијата на тие пациенти. За жал, во медицината немаме се 100%, па за да успееме тоа да го направиме, ќе треба повеќе да делуваме како да се спречат состојбите кои што доведуваат до вакви фатални настани. Според повеќе истражувања, промените на животен стил може да го намалат ризикот од кардиоваскуларни болести, приближно за 82%. Најбитно во да се спречи прераната смрт на нашите пациенти се разбира превенцијата, а тоа значи на време да се откријат некои состојби и болести кои што ќе доведат до спречување понатаму на развој на компликации како што се мозочен удар, срцев инфаркт, како последици од другите болести и состојби кои што ни го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларен настан. Најзначајни фактори на ризик се зголемен крвен притисок, покачени масти, пушење, дебелина, неправилна исхрана, физичка неактивност и дијабетес. Позитивна промена само на еден фактор на ризик најчесто дава резултат во промена на останатите фактори на ризик затоа што имаат исти механизми на настанување. Она што најчесто имаме проблем е пациентот да на време дојде за третман и лекување, да дојде заради некоја состојба која што е ризик. Првиот ризик кој што го имаме е покачениот крвен притисок. Тоа е состојба во која што доаѓа проблем во нашиот организам и не можеме да го изрегулираме крвниот притисок да биде до 120-80, него почнува да се качува и оди во високи вредности. Сите тие покачени вредности на крвниот притисок прават оштетувања на различни системи во нашиот организам и тој оштетување ги викаме таргет органи, значи систем кој што ќе биде оштетен заради покачениот крвен притисок. Проблемот кај пациентите што имаат хипертензија, односно покачен крвен притисок, за жал е немањето на многу симптоми во првата кај самата појава на болеста, бидејќи не се специфични симптомите за покачениот крвен притисок, често се жалат на главоболки, тежина во градите, брзо замарање, кои што не се толку ефективни да пациентот не го натераа да дојде на преглед.
Така да најчесто би требало раното откривање на пациентите кои што имаат покачен крвен притисок да биде при превентивен преглед, односно кога се врши еден општ рутински преглед, да се земе апарат, да се измери крвниот притисок и тогаш ќе најдеме дел од нашите пациенти кои што за жал не го лекувале притисокот, а веќе го имаат како проблем. Освен хипертензијата, вториот проблем кој што е доста присутен во Македонија, за жал ние сме земја означена како црвена за проблем со нивото на маснотие во крвта. Така да тој проблем е потребно освен анамнезата во која што ќе знаеме дека генетски нашите предци имале таква болест, ќе добиеме информација, ќе треба рутински да се проверуваат и нивото на маснетоите. Посебно сите фракции на холестеролите, има еден кој што народно си го викаме добриот и лошиот холестерол, кој што е многу битно да се знае нивното и нивниот сооднос во нашиот организам. Прекомерната тежина е еден од клучните фактори на ризик за коронарна срцева болест. Исто така се смета дека е важен фактор на ризик не само за срцеви заболувања, туку и за дијабетес, мелитус и хипертензија, кои го отвораат патот за срцеви заболувања. Прекомерна телесна тежина е секако дека е еден од главните ризик фактори за коронарна артериска болест и за било кое кардиоваскуларно заболување и надвор од кардиоваскуларните заболувања за било која болест секако е ризик фактор. Самото постојање на зголемена телесна тежина го зголемува ризикот од било каков морталитет. Научните студии покажуваат дека дури и губењето на 5% од вишок од килограми го подобрува квалитетот на живот, го намалува ризикот од дијабетес и позитивно влијае на липидниот профил во крвта. Бројни студии покажале дека промената во начинот на живење, промената на исхраната, зголемената физичка активност и се што правиме одмерено и да биде добро, кажува дека е секако од голем успех не само за подобрување на квалитетот на живот, не само за подобрување на физичкото, на менталното, него и на социјалното, и на кардиоваскуларното здравје, и на општото здравје, секако дека е од голем придонес. И секако дека најдобро се препорачува да колку почесто се прави, викаат дека од 150 до 300 минути неделно умерена физичка активност го продолжува животниот век минимум 10 години. Кој е повеќе погоден кога се во прашање срцевите проблеми здравствени, дали се тоа жените или мажите? Па вака, според светска статистика и според она што го имаме ние и во кардиологијата, кардиоваскуларните заболувања имаат поголем тренд, односно поголема застапеност и поголем морталитет кај мажите, се до нивната отприлика 50 возраст, значи 5-та декада на живот, каде што не е голема разликата, меѓутоа со некои 12%, како да кажам, можеби поголема, во однос на жените кои што имаат за 2 до 3% помала застапеност. Она што е интересно и што е факт е дека жените по влегувањето во менопаузата 5 до 10 години по истата веќе имаат зголемен тренд на застапеност на кардиоваскуларни заболувања, така да веќе во 6-та декада жените го преземаат приматот и апсолутно имаат поголема застапеност и поголема смртност од кардиоваскуларни болести. Веројатно, самиот процес на влегување во менопауза влијае, но кои се дополнителни фактори кои што може да укажат на проблеми со срцето? Самата менопауза, значи намалувањето на нивото на естрогенот, хормон кој што е извонредно важен за жената и кој што е важен за самото кардиоваскуларно здравје, на повеќе начини и механизми ја штити жената, како што кажав претходно, нели во незиниот живот од кардиоваскуларни настани. Кога истиот ќе го снема, односно ќе падне на ниво на кое што е драстично намален, веќе го губи оној ефект на крвните садови кои што заедно со додатни ризик фактори, кои што низ текот на животот ги има, значи жената, без разлика и мажот, значи ризик факторите се заеднички. Ризик факторите се оние кои што се нели и за двата пола важат, тоа се фактори кои што се модифицирачки, немодифицирачки, односно оние на кои што можеме да влијаеме и на кои што не можеме да влијаеме како пациенти и како доктори. Најважните ризик фактори, значи кои што се застапени и кои што се главни ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања, значи тука ги имаме нели пушењето, дијабетесот, бубрежните болести, обезноста, хиперхолестеремијата
и останати ризик фактори, значи нездрави навики, нездрав начин на живот, физичка неактивност кои што сите придонесуваат, а можат да се делува на нив, односно да бидат ставени под контрола од самата личност, без разлика дали се работи за маж или жен. Оние ризик фактори кои што не можеме да делуваме за жал, кои што сите ги носиме во себе, се значи генетската предиспозиција, полот, како што кажав, до одредена возраст кај мажите, за жал на негативна страна, после одредена возраст за жените. Споменавте физичката неактивност дека може да влијае. Би сакала тој момент малку повеќе да го нагласиме, да го објасниме и во таа насока колку неправилната исхрана и дебелината знаат да бидат оптоварувачки за срцевото работење. Па добро обездоста, значи дебелината во оние добро дефинирани рамки над 25 body mass index веќе значи представува еден од главните ризик фактори за развој на кардиоваскуларни болести, срцеви болести, како и за други болести, значи за дијабетесот исто така. Важна е незината контрола, важна е значи и физичката активност како дел значи од контрола на обезноста, затоа што по сите препораки умерена до интензивна физичка активност неделно од 150 минути стои во нашите кардиолошки водичи, она што доведува финално до подобрување на капацитетот на подобрување на самото кардиоваскуларно здравје. Самата дебелина има повеќе механизми на делување, значи води кон покачен холестерол, покачени триглицериди во организмот. Како што кажав, развој на дијабет и пак сето тоа во оние округло па на ќоше што се вика, доаѓаме до склоност кон појава на кардиоваскуларни болести или коронарна артериска болест како најчесто. Знаат ли пациентите да ги препознаат симптомите и дали на време се обраќаат? Има дел на здравствена култура која што можеби веќе кога ќе се појават симптомите, можеби веќе да не речам касно, меѓутоа во по одмината фаза веќе болеста е започната и каде што појавата на симптоми веќе не укажува и на нас, но докторите ни отежнува самата работа во однос на третман на пациентот. Во идеални услови, токму тие скрининзи, значи што се препорачани, препознавање значи на добриот начин на живот, ајде како да кажам, и таа култура на живење, здравствена култура, значи грижа за исхраната, за физичка активност што спомнавме, е све што на крај ќе доведе кон редовни систематски прегледи навремено да биде значи било што најмал симптом или најмало пореметување кој што не мора да даде симптом да биде реагирано и да се стави осврт на истото и да биде истото ставено под контрола. Слом прост пример ќе кажам, масти во крв вие нема да ги почувствувате, нема да ви дадат симптом, меѓутоа со редовни лабораториски анализи во крвта ќе видите дека имате покачени масти, ќе обрнете внимание на исхраната, доколку се работи за нешто што е во идеални услови може да се коригира со здрав начин на исхрана, ќе биде решен проблемот. За да дополнително тие едни масти што викаме ние што можеби не можеме, немате како да ги почувствувате во организмот покачените нивоа, на крај да дојдат до фатален исход. Би сакала да го споменеме стресот. Колку тој може да влијае на срцевото функционирање? Добро, стресот е еден важен фактор апсолутно кој што не знам каде да го сместиме, само дали во модифицирачки или во немодифицирачки, искрено и самата медицина не може тука да го уклопи затоа што живееме во едно динамично општество, еден динамичен свет, како да кажем, каде што секојдневно сме изложени на разни видови на стрес. Конкретно, срцето директно апсолутно е под влијание на стресот, без разлика тој може да биде во акутен стрес или може да биде хронична изложеност на стрес, како стрес од секој поаѓање од утро на работа па до самиот работен ден и останатите било кои активности кои што се одвиваат и директно делуваат за, како да кажам, одржување на тој хроничен стрес, односно организмот во хроничен стрес. Акутниот стрес, да, апсолутно директно може да влијае врз срцето и влијае. Имаме таква и состојба во кардиологијата, тоа е една кардиомиопатија која што настанува како резултат на стрес кој што така може да биде и позитивен и негативен. Може да биде од немал настан, меѓутоа може да биде од преголема возбуда од позитивен настан. Така да срцето директно е под влијание на хормоните кои што се лачат во организмот. Со самото лачење на тие, катехоламини, да кажам, адреналин, норадреналин, во акутна фаза срцето апсолутно подлежи на влијание. И за жал кај некои луѓе, не можам да кажам поосетливи или поемотивни, нема ни медицината, мислам, кардиологијата се уште точно дефинирано кој е посклон на тоа, освен тоа што знаеме дека жените се дефинитивно посклони на
на таа акутна стрес кардиомиопатија, како да кажам, Такоцубо синдром, кој што за среќа на крај при навремено препознавање дава типични симптоми на миокарден инфаркт. Градна болка, ЕКГ промени, ехокардиографски наод кој што апсолутно може да личи, меѓутоа не е резултат на коронарна артериска болест, не е резултат на запушување на крвни садови, да кажам. Тука е резултат на делувањето на хормоните кои што се лачат при тој стрес. За среќа таа состојба е реверзибилна, под добра обсервација и терапија, поголем дел 80 до 90% од истата до 3 месеци веќе се стабилизира и се враќа срцето во нормал. Хроничниот стрес од друга страна е нешто што можеби има како да кажам, долгорочен и полош ефект на самото срце. Тука дополнително и кортизолот е хормон кој што делува и на долгорок врши на еден начин оштетување на самите крвни садови, значи негативен ефект, колку што има тој позитивен заради неговата примерна функција, на долгорок има апсолутно негативен ефект кој што многу влијае и на долгорок ги оштетува крвните садови и води кон појава на кардиоваскуларни болести. Затоа контролата на стресот на било кој начин е апсолутно нешто што треба првенствено секој индивидуално да го менаџира, да најде начин, како викаме, значи дали е тоа самата физичка активност е дел, значи од истиот процес. Работите се поврзани меѓу себе, ментална, физичка активност, значи све е тоа нешто што придонесува на крај до контрола на тие ризик фактори. Кога треба да побараме помош? Па помош, кога веќе збориме за зборот помош, значи веќе нешто не е како што треба. Доколку значи го скокнеме тој дел на превентива, препознавање, значи случајни наоди и све останато, помош бараат пациентите најчесто кога веќе имаат мак. Што тоа значи? Најчесто ние пациентите на кардиологија ги гледаме во една фаза на или е градна болка, или е тешко дишење, или тахикарди, срцебиење, кај што веќе во позадина сигурно се случува нешто. Морам да кажам дека срцето како орган не е независен, директно е поврзан со целиот систем, па така неретко кога доаѓаат пациентите исплашени, да кажам, ќе се јави симптом кој што укажува на срце и тахикардија, нека е срцебиење или прескоци на срце, кој што прво идат срцето да се исклучи дека не е срцето како најстрашната работа, меѓутоа да, срцето реагира на многу други, е поврзано со многу други состојби. Еве пример ќе земеме болести на тироидната жлезда, со ние што најчесто ги гледаме како причина за тахикардија, самата анемија е состојба која што значи намалено железо во крв, состојба која што доведува до тахикардија. Така да апсолутно секој симптом кој што укажува и кој што е добро познат меѓу луѓето и меѓу народот, дека може би се работи за срцево заболување, треба апсолутно да се побара помош. Тргнувајќи од примерно секундарно па терцијерно ниво, каде што следствено ќе бидат иследени пациентите како што е редот. И она што може би треба да го сватиме е дека не значи крај на светот ако добиеме некаква диагноза, особено денес кога имаме и многу можности со кои што можеме да работиме на подобрување на состојбата која што е констатирана. Да, апсолутно, значи медицината напредува и фармаколошки и технолошки. Имаме понови апарати, имаме нови лекарства, све она што може би порано било несватливо како да се открие или како да се третира, сега во денешно време веќе сосема друга приказна, многу нови состојби, многу нови дефиниции, веќе ослабено срце не значи дека имате вие ослабена функција на, како да кажам, ке народот е обично потоа колку ти е ежекционата фракција, се не знам дали сте го чуле како термин, ајде да не идам многу медицински, меѓутоа не е секогаш ежекционата фракција пресудна дали пациентот има ослабено срце, бидејќи може да има срцева слабост со сочувана ежекциона фракција. Така да самата медицина доаѓа до откривање на многу состојби, многу необјаснети работи претходно, напредок во технологија, апсолутно се вршат интервенции кои што се многу напредни. Во нашата држава се следи трендот апсолутно и на интервентната, ендоваскуларната, кардиохирургијата. Би сакала да заокружиме со препораки како да го чуваме нашето срце. Како да го чуваме нашето срце? Прво е превентивата, значи она на што можеме да делуваме од најрана возраст, од деца, дали збориме за наши деца, дали збориме како дел од работници кои што имаме контакт со деца, значи здрав начин на живот, здрав начин на исхрана. Тоа е првенствено што мора да се, како да кажам, вклопи во менталитетот и во развојот на секој, од најмал па до возрасен. Онаа наша навика да досолуваме, да ставаме, значи повеќе сол во храната.
консумирање значи на алкохол во поголеми количини, пушење. Ние сме држава која што има стварно висок процент на пушачи. Се тоа ризик фактори кои што можеме да влијаеме. Да, стресот од една страна е нешто што можеби не може да се избегне, меѓутоа можеме секој индивидуално да најде начин како тоа да го контролира и каде да го како да канализира. Врз база на тоа како ние се храниме, диктираме како ние живееме. Конкретно, храната е клучен и главен фактор за сите болести поврзано со не само срцето, туку сите кардиоваскуларни болести на крајот што завршуваат со срцето. Значи од храната се започнува, а се завршува со физичката активност. Бидејќи храната е генератор на калории, а физичката активност е патрошичот на калории. Храната мораме паметно и правилно да ја избираме, бидејќи како што веќе спомнав, од неа ни зависи нашата иднина. Срцето е моторот на нашиот организам, без него не може да живееме, не можеме така лесно да го замениме, нели? Па ние треба да размислуваме за него и за неговата иднина. Со самата храна ние одлучуваме што и колку и како ќе живееме. Помагач на нашето срце се омега-3 масните киселини. Значи, следствено на ова, одговорот е риба. Рибата е најголемиот наш пријател или најголемиот пријател на срцето. Омега-3 масните киселини помагаат со познатите триглицериди и така натаму, а тие па директно го влошуваат работењето на срцето. Следствено на ова, најдобриот пријател на срцето е рибата, додека најголемиот непријател на срцето од типот на храна ќе биде црвено месо, особено црвено масно месо. Што за некои луѓе, како за мене што сме големи вежбачи, црвеното месо пак е најголемиот пријател. Треба да водиме сметка дали станува збор за здраво или за болно лице. Дали лицето што ќе практикува физичка активност претходно има историја на некакви заболувања или станува збор за сосема здраво лице. Од тука почнуваме понатаму да го адресираме проблемот на вежбањето. Бидејќи ако станува збор за здраво лице и да вежба неправилно под наводници, тоа не може да си направи толкава голема штета. Додека од друга страна имаме лице што значителни здравствени проблеми, значителни срцеви проблеми, нарушени кардиоваскуларно работење, ова лице и текако треба да внимава во неговата физичка активност, веќе таа треба не да биде умерена, туку таа треба правилно да биде поставена за него. Секое лице со проблеми со срце или кардиоваскуларни заболувања мора професионално и правилно да пристапи кон физичката активност. Бидејќи физичката активност од една страна делува како бета-блокатор или помагач на работењето на срцето и таа е единствен, повторувам, акцентирам, физичката активност е единствениот начин на кој ние го лекуваме нашето срце. Ниједна медицинска терапија не може да го излечи нашето срце. Таа може да му помогне, но физичката активност е лекот за било кое срцево заболување. Но тоа треба да биде правилно поставено, да биде поставено начинот на кој таа градација на самата физичка активност низ периодот ќе се менува, ќе има прогрес, тоа треба да биде внимателно работено, за да не дојде до непосакани последици. Бидејќи доколку ние имаме несоодветна физичка активност, неадаптирана за соодветното болно лице, тука исходот може да биде фатален. Стресот е еден од најголемите непријатели на срцето. Долготрајниот стрес може да доведе до висок крвен притисок, воспаленија и други состојби кои го загрозуваат срцевото здравје. Затоа важно е да се најдат начини за справување со него. Тешка емоционална или психолошка вознемиреност може да предизвика синдром на скршено срце. Без оглед дали станува збор за раскинување на романтична врска, предавство од личност за која верувавте дека ви е пријател или непредвидливо трауматично искуство, секој има доживеано болно чувство што може да предизвика скршено срце. Емоционалната и психолошката вознемиреност што произлегува од овие искуства може да се изедначи со физиолошка вознемиреност и вистинско оштетување. Тоа е едно современо име на една кардиомиопатија која се должи на зголемени стресни состојби како во
смисол на физички, така и во смисол на емоционален и психолошки стрес. И за прв пат е опишана во 1990 година од јапанецот Сато, кој го дава и името на оваа кардиомиопатија, и Такоцубо кардиомиопатија го носи името по еден сад кој користел за ловење на октоподи и јастози, како што е опишано. Стресот влијае на нарушувањето на состојбата на кардиоваскуларниот систем не само директно, туку и индиректно. Стресот влијае, како што влијаат и бројни други фактори. Знаете, постои една дефиниција за болест, да се развие болест, треба да има ризик фактор, тоа е околината или средината каде што живееме. Стресот треба да биде генетика, тоа исто тоа што не можеме да го промениме, и таква ти била среќата па да се разболиш. Сите ние живееме со некоја болест, али начинот како компензираме со тоа е тоа што не држува да бидеме здрави. Многу студии покажуваат дека луѓето кои што се под големо ниво на стрес често посегнуваат по нездрави навики, пушење и прекумерен внес на алкохол со цел да го намалат стресот. Кога доживуваме вознемиреност, психолошки или емоционално, тоа го активира истиот дел од мозокот кој реагира на физичка повреда со физичка болка. Емоционалната болка се чувствува физички. Кршењето на срцето предизвикува физичка болка. Целата состојба започнува со нагло губење на снагата на левата комора, која представува главна пумпна единица на срцето и го исхранува целиот организам. Кога оваа пумпа нема доволно сила да испорача онолку кислород колку на организмот му е потребно, пациентите почнуваат да ги чувствуваат симптомите. Карактеристично за ова е дека во неколку дена многу брзо се развиваат симптомите на оваа срцева слабост, и тие се поделени спрема симптомите кои се јавуваат. Едната е, например, силна градна болка како резултат на слаба исхранење на самото срце, значи може да имитира многу други диагностичко диферентни состојби во организмот, како што е акутен срцев удар, акутен коронарен синдром, ангина пектори, стабилна, нестабилна, дисфагии, гастрични проблеми, и сето тоа е отежнува диагностиката, и до сега е многу проблематично, било многу проблематично да се постави точна диагноза. Дури и искусните лекари ја превидувале оваа можност. За да вториот симптом, има три мајорни симптоми, вториот симптом е губење на здив, тоа значи отежнато дишење и некако постојано недостаток на воздух, а има и други пропратни симптоми, доколку болеста пациентот, ќе кажам, единката која ги има овие тегоби не побара адекватна лекарска помош, може да се развиват и чувство на забрзана работа на срцето, палпитации, силно удирање на срцето, некој пат аритми, некој пат се јавуваат тромбози како компликација, а ретко, но сепак може да се јави и смрт. Синдромот на скршено срце, кој што во медицинската област е познат како Такоцубо кардиомиопатија или стрес кардиомиопатија, е реален. Станува збор за вистински физиолошки одговор на повеќе форми на траума, вклучително и кршење на срцето, губење на саканата личност и други значајни стресни фактори. Во некои ретки случаи скршеното срце може да биде фатално. И мажите и жените можат да доживеат стрес кардиомиопатија, но според истражувањата оваа состојба им била диагностицирана на повеќето жени. Најчесто се јавува кај женскиот пол. Се јавува измеѓу 55 и 78 година на живот, што асоцира на губиток на женските хормони кои го штитат организмот од вакви состојби и од стресни состојби. Кога се падне со тек на години нивото на естрогените хормони и кога ќе почне да доминира катехоламински дешарж, зголемување количина на катехоламини кои се активни хормони, може да резултира со појава на вакви нагли
променливи состојби, например некој кога има починат во семејство, кога има радосна вест, кога има стресна вест, кога има земјотрес, кога има некој друг акцидент во семејството, може да испровоцира ваква срцева слабост и пациентите за неколку 2-3 дена веќе ги чувствуваат симптомите дека не е како што бил и се јавуваат на лекар. Превенција за жал и точен опис како е начинот на откочување на оваа болест се уште не е утврден и кој може да го има. Се смета дека наследно не може да биде пренесена на потомството. Луѓето што доживуваат синдром на скршено срце или стресна кардиомиопатија имаат слични симптоми како вистински срцев удар, вклучувајќи ја и силната болка во градите што ја поврзуваме со срцев удар. Сепак, артериите изгледаат нормално и не се обструирани. Постојат две форми на такоцубокардиомиопатија. Примарниот тип е предизвикан од емоционална вознемиреност, а секундарната форма е предизвикана од физичка повреда или стрес, како што е голема физичка траума или некоја болест. 80% се јавуваат поради појава на силна градна болка, која имитира акутен срцев удар. И тоа може да ги занесе и самите лекари, без разлика од примерно секундарна терцијарна здравствена заштита, бидејќи приземање на кардиолошки биомаркери, значи ензими кои укажуваат на срцево страдање и приправање на рутински прегледи како што е ЕКГ или ехокардиограм кај диференцијална диагностика, ќе укаже на тоа дека веќе имаме знаци кои бараат понатамошно доиследување. Стресот често излегува од контрола, па дури понекогаш е тешко да се управува со него. Практиките како што се медитација, длабоко дишење и мали паузи во текот на денот може да ви помогнат да управувате со стресот. Еден од начините на кои што можете да го следите стресот е преку отчукувањата на срцето. Човечкото срце е мускул со големина на тупаница. Се наоѓа помеѓу белите дробови во средината на градниот кош, малку лево од центарот на телото. Срцето отчукува околу 100.000 пати и пумпа околу 7.500 литри крв секој ден. Со секое отчукување испумпува крв, носејќи кислород и хранливи материи до ткивата и органите преку крвните садови, при што истовремено ги отстранува отпадоците како што се јаглеродниот диоксид од телото. Секоја година 29 септември се одбележува како Светски ден на срцето, со цел да се подигне свесноста за важноста на здравјето на срцето. Овој ден ги обединува луѓето од целиот свет со мисија да поттикнат превентивни мерки против кардиоваскуларни болести. Тоа не потсетува дека грижата за срцето започнува со секојдневните лесни чекори. Одржувањето на нормална, здрава телесна тежина е еден од главните фактори за одржување на здрав кардиоваскуларен систем. Под терминот здрава телесна тежина се подразбира одржувањето на БМИ, Body Mass Index, индексот на телесната маса помеѓу 18 и 25. Потребни се само 30 минути физичка активност со умерен интензитет, 5 дена во неделата, за да го подобрите и одржите вашето здравје. Возрастните од 18 до 65 години и лицата над 65 задолжително треба да си постават цел да имаат најмалку 150 минути физичка активност со умерен интензитет или најмалку 75 минути физичка активност со висок интензитет во текот на една седмица. Децата и адолесцентите треба да практикуваат најмалку 60 минути физичка активност со умерен до енергичен интензитет секој ден. Умерениот внес на здрава храна е една од основните цели во подобрувањето на состојбата на кардиоваскуларниот систем. Под терминот здрава храна се подразбира внес на храна која е богата со диететски влакна и има низок процент на животински масти. Тука се вклучени овошјето и зеленчукот, интегралните зрна, како и рибата и белото месо. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Се надеваме дека препораките кои што ги донесовме ќе ви бидат од корист. Довидување до следната.